најновата информација е токму формирањето нова иновацијски парк. Кажете ми која е замислата, која е временската рамка од кога би стартувало ова? Токму така, ова е едно предизборно ветување кое што го имавме пред граѓаните, дека на Македонија недостасува научно-технолошки иновацијски парк. Што значи, прво да објаснам за граѓаните, тоа е троен хеликс, комбинација на академската заедница, приватниот сектор и државата, во кој што заедно инвестираат во инфраструктура. Тоа се обично помали или поголеми згради, внатре се опремени со лаборатории, за вежби, за иновации, за тестирање на квалитетни решенија и инвестиција и на приватниот сектор кој што таму ги пренесува своите научно-истражувачки и развојни центри. Така што овој троен хеликс на академијата, на приватниот сектор и на државата гради иновации кои што директно се комерцијализираат. Ги искористува потенцијалите на високообразовните институции, знаењето, потребите на приватниот сектор и секако потребите на државата. Владата преку Министерството за образование го започна процесот да тој парк биде сместен на територијата на технолошките факултети или технолошкиот кампус на УХИМ во срцето на Скопје, затоа што сметавме дека од тука треба да почне реализацијата, а секако тој потоа ќе се разгранува во зависност од потребите. Државите размислуваат не за централизација, туку за еден централен хаб и потоа неколку гранки во зависност од тоа каде се центрите за иновации, развој и високо образование. Ние претходно го развивме, веќе Министерството за дигитална трансформација го поддржува дигиталниот иновацијски хаб. Тој е како предвесник на ова што сега го формираме како парк, што значи дека ние веќе тестираме, развиваме дигитални решенија, работиме со малите и средните компании и со приватниот сектор преку стопанските комори, но ова е веќе отелотворување, практично носење на ова што веќе функционира во хибриден формат, носење на вистинска локација и изградба на ваков парк во срцето на Скопје. Така, од кога би се очекувало да стартува практично веќе со работа? Владата преку Министерството за образование веќе почнува постапката на обезбедување на локацијата, потребните дозволи и така натаму, и мислам дека во текот на 2026 ќе видиме веќе конкретна реализација, но секако важни се овие подготовки кои што се прават и правни механизми, имотно-правни прашања кои што треба да се разрешат, за да целиот тој процес кога ќе почне веќе не застанува и нема некаков предизвик кој што е во развој. Дали веќе има размислување и насоки во тоа за инвестицијата за паркот? Дали тоа ќе биде целосно државна инвестиција или пак во комбинација со стартапите кои што ќе влезат? Ќе биде во соработка со приватниот сектор, но и со партнерски организации од регионот и од светот. Има заинтересираност и на неколку светски банки кои што се влегуваат во вакви развојни процеси, затоа што секогаш се вели дека средствата се враќаат трикратно од иновации, од развој, од стартапи, но не и само стартапи, туку етаблирани ИКТ компании во Македонија кои што бараат простор каде да го прошират својот развој, научен развој, така што мислам дека ќе има одличен ефект тој трипартитен договор кој што нема значи само инвестиција на државата или стартно инвестицијата на државата ќе биде поголема, но враќањето на средствата понатаму ќе биде навистина сериозно. Постои интереси од приватниот сектор, сме разговарале со неколку ИКТ компании кои што едва чекаат вакво нешто, затоа што се покажа дека ваквите паркови носат додадена вредност на секаде во Европа, особено во државите кои што се во развој. Словенија има неколку, Србија има неколку, Хрватска има 3-4 паркови, така што мислам дека ова е одличен пример кој што можеме да го реплицираме и тука. Така, и секако крајниот бенефит би бил и онај влог во образованието на академските граѓани кои што би добиле поголемо практично знаење преку овој, веќе би биле подготвени да влезат во бизнис. Така, ова е практично доаѓање на приватниот сектор пред вратите на факултетите на универзитетите, каде што директно ќе можат да учествуваат студентите, младите завршени веќе кадри, веднаш да влезат на пазарот на труд кој што е тука пред нив. Можам да кажам дека во делот на ИКТ индустријата, линкот помеѓу приватниот сектор и високообразовните институции веќе постои. И многу од студентите дури во втора, трета година на студии веќе се вработуваат во ИКТ компаниите, прво на пракса, а потоа и на стабилна работа, така што тој линк постои, сега само ќе добие забрзување и мислам дека дури и сродните струки, па и економисти, и правници ќе можат да се вклучат во овој процес, затоа што на овие бизниси кои што се развиваат ќе им биде потребен и тој административен елемент,
еве и една нова работа сакам да најавам. Министерството за дигитална трансформација во насока на ова што го зборуваме ќе отвори јавен повик ова или следната недела за практиканти во министерството кои што доаѓаат од овие струки. На тој начин сакаме да го подобриме тој процес на линкување помеѓу високото образование и државата. Министер, кога веќе сме тука во Министерството за дигитална трансформација, кое што практично беше и формирано за да се овозможи еден полесен дигитален пат кај граѓаните, она што сите ги израдува веста за дигитални услуги, особено она за дигитални документи. Докаде е процесот, како напредуваат процесите во дигитализацијата во Македонија? Се фокусиравме на најкористените услуги целиот изминат период и затоа бројките се одлични. Од 1000 месечни услуги кои што ги наследивме како портал, сега бројката е над 6500, што значи повеќе од 6,5 пати се зголема бројот на месечни трансакции. Мене нешто што особено ме радува, минатата недела повторно ја вративме на порталот закажувањето за вадење на лични документи. После оној хаос кој што настана минатата година со немањето можност да се извадат лични документи и чекањето во редици, уште повеќе го олеснуваме процесот, така што за промена на лична карта, на возачка дозвола, на пасош, за редовна замена, за вадење на нов документ заради оштетување, сите овие услуги повторно се достапни на порталот. Граѓаните лесно веднаш можат со неколку клика да стигнат до посакуваниот термин во нивниот град, на локацијата која што ја пишува и на порталот и без многу чекање да платат директно на порталот и да нивниот термин биде закажан и без чекање никакво во редови на овие топли температури да можат да се ја завршат својата работа во просториите на МВР. Ова е само старт на процесите. Не само што најдобрите или најкористените услуги ги дигитализираме, туку мапираме и што им е потребно и на компаниите и на граѓаните, за да можеме тој процес постојано да трае и можам да најавам дека во текот на летото уште десетина нови услуги ќе ги публикуваме, веќе се во завршна фаза на подготовка, така што мисламе дека имаме и нови услуги за граѓаните, особено сега таргет ќе не бидат помладите или студентите. Така и еве за крај би ве прашала уште кога на мобилен телефон или на компјутерски уред ќе може да ги имаме личните документи? Работиме многу напорно на ова прашање. Најавивме дека дигиталниот самит на Западен Балкан ќе се организира на 1 и на 2 октомври. Тука во Скопје ќе бидат присутни лидерите на дигитализацијата од регионот, но и секако представници на Европската комисија, на Европската унија и наши партнерски држави, и се надам дека на тој настан, вториот ден, ќе имаме можност да презентираме мобилната апликација на која што достапни ќе бидат и електронската верзија на личната карта и возачката дозвола. Работиме многу напорно да тоа биде еден тест период, а во 2026 веќе да имаме целосно корисна оваа апликација. Мислам дека ќе биде супер апликација затоа што ќе ги вгради и електронските документи, но и клучните услуги на кои што граѓаните им се потребни, и сега работиме на едно сандаче кој што би го имало во апликацијата да ви стигнуваат најважните информации од државата, барања, што имате поднесено некоја информација или па дека треба да промените лична карта, дека ви истекува наскоро, еден вид потсетник од страна на државата за сите административни услуги кои што ги нудиме.